Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. 3 милиони луѓе утрово се без струја по силното невреме што ги зафати САД доцна во петокот. Најмалку 17 лица загинати и десетици со повреди поврзани со лошото време. Вестите ги започнуваме со тоа. Бурата го зафати регионот покрај високите температури, при што беа скршени дрвја и урнати далноводи. Вонредна состојба беше воведена во Вашингтон и уште 4 сојузни држави – Мериленд, Вирџинија, Западна Вирџинија и Охајо. Жртви имало во Вирџинија, Њу Џерси, Мериленд, Охајо и Кентаки, најмногу како резултат на паднати дрвја. Официјални лица велат дека ќе бидат потребни неколку денови пред да се врати животот во нормала. Многу од оние без струја се во области околу главниот град на САД, каде паднати дрвја ги попречуваат улиците. Некои жители имаат добиено задолжителна рестрикција на користењето на вода, а има и упатства за нејзино варење пред употреба во домакинствата. А да видиме што се случува во Холивуд. Елтон Џон и Брајан Меј со бендот Квин се собраа заедно за добротворен концерт за кревање на свеста за ХИВ и СИДА. Илјадници го следеа настанот во Киев како дел од финалето на фудбалскиот турнир Евро 2012. Кейт Пери го представи премиерниот филм во Австралија. Го направија истите луѓе од екипата на филмот на Џастин Бибер "Никогаш не вели никогаш". Мече што зборува се искачи на врвот на листата по заработувачка во американските киносали со над 54 милиони долари од продажба на билети. Волшебниот Мајк беше втор со заработени 40 милиони долари. Жените ги преплавија киносалите за да го видат филмот со машка стриптизета. Брейв на Дизни добро се задржа на третото место втора недела поред со 34 милиони долари заработка и овој викенд. Маратонската пливачка и баба на 49 години стана првата што се обидела да плива од САД до Куба без заштита од ајкули. Пени Пилфри дојде блиску до целта, но сепак мораше да се откаже. По 40 часа во вода и комплетирани 140 километри од вкупно 166, заради печење по кожата од допири со медузи мораше да излезе. Националното шеталиште во Вашингтон е главното место каде се прославува 4 јули, денот на независноста на САД. Огномет, концерти, прекрасни гледки, каде и да се свртите. Но не и оваа година. Останете со нас, ќе ви кажеме зошто. Ако сте еден од 25 милиони туристи што доаѓаат на националното шеталиште секоја година, не може да не забележите огромна градотија во средина. Керол Џонсон од службата за национални паркови вели дека таму се одвиваат 3 големи проекти. Еден е тотална реизградба на базенот кај споменикот на Линколн. Вашингтон е изграден на вештачки насип кој почна да попушта. Пропушташе околу 2 милиони литри вода неделно. На страната на споменикот на Втората светска војна има друг проект, насип за менаџмент на атмосферска вода. И уште еден, што е на 4 улици кои го сечат шеталиштето до самите скали на Капитол, каде се одржува големиот концерт за Денот на независност. Јас не сакам да бидам близу до тоа, но верувам дека има луѓе кои ќе дојдат без оглед на се. Луѓето кои го дизајнирале не сметале на ваква употреба. Се случува овде, инаугурации, демонстрации, концерти. Земјата е толку набиена што има цврстина на бетон. Градежните работи се екстензивни, но многумина веруваат дека треба да се биде трпелив зашто зафатот вреди. Тешко е движењето наоколу, но изгледа дека ќе биде добро. Еден ден ќе се вратиме да го видиме завршен. Рефлективниот базен ќе биде готов во август, а другите два проекти ќе потраат до крајот на годината. Операција на гастритичен бајпас се покажа како успешен метод за намалување на тежината за многу луѓе кои се морбидно дебели и за кои диети не помагаат. Лекарите велат дека хируршко намалување на стомакот може исто така да биде успешно средство за борба против кардиоваскуларни болести и диабетис. Но неодамна завршена студија покажа дека кај некои пациенти баријатриска процедура може да има и несакана спорадична појава. Еве за што се работи. Лиза Стреп е речиси 45 килограми полесно од како била подложена на гастритична бајпас хирургија.
Се чувствувам подобро, имам повеќе енергија, сакам да правам работи што никогаш порано не сум ги правела. Не сум уморна, не сум фокусирана на храна. Стрепе меѓу среќните кои пред операцијата биле советувани да внимаваат на алкохолот. Алкохолот може да му наштети на стомакот. Дел од тоа на што внимавам сега е заштита на стомакот по секоја цена. Речиси 2500 пациенти на кои е извршен некој вид баријатриска бајпас операција во 10 американски болници биле следени во студија да се утврди дали процедурата може да го зголеми ризикот од злоупотреба на алкохолот или создавање зависност. Венди Кинг е една од авторите на студијата од Универзитетот во Питсбург. Во првата година по операцијата немало големи промени. Втората година 10,7% пријавиле симптоми, што е над 50% зголемување. Една од најчесто практикуваните хируршки зафати е познат како руинвај. При тоа се намалува и должината на тенкот од црево и алкохолот брзо минува, а со тоа и апсорбцијата е побрза. Некои изјавиле дека имаат тешкоти да ја контролираат количината на алкохолот што ја конзумираат. Друг тип на операција, позната како приспособено гастритично подврзување, што е помалку инвазивно и нема отстранување на делови од стомакот и цревата, не покажава ваква нуспојава врзана со алкохолот. Поуката е, советувајте се со лекарот за сите аспекти на зафатот пред да го прифатите. На американските улици се појави нова дрога. Можеби не е толку нова, колку што во поново време почна да се забележува, и тоа по што друго ако не по симптомите што ги имаат зависниците. Гледајте на утре, ке зборуваме за сол за капење. Утре во Newsflash, синтетичка дрога, проблем за американскиот закон. И со тоа ги исцрпивме содржините за денешната емисија. Ако нешто пропуштивте, појдете на нашата интернет страница glasnaamerika.com. Таму е емисијава и многу повеќе. Јас сум Лилица Китановска, а вие го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. До гледање до утре.